Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Охридскиот регион повторно е пред сериозна опомена од УНЕСКО, која предлага да биде впишан во листата на светско наследство во опасност, поради ограничениот напредок во решавањето на долгогодишните проблеми, како што се загадувањето, отпадните води, дивоградбите и неконтролираната урбанизација. Иако Македонија минатата година доби дополнителен рок, УНЕСКО повторно оценува дека нема доволно резултати. А ние денес во црвена линија ве прашуваме зошто ниту една власт не ги решава овие проблеми, туку само ги одложува. Има ли уште време да се спаси Охрид? Почитувани, за учество во црвена линија доволно е да се заврти нашиот број 02307005. Секако не заборавајте и да го намалувате веднаш тонот на телевизорот. Ова правило го повторуваме постојано, но мораме, затоа што неретко се случува да се исклучите веднаш по вклучувањето во режија, бидејќи немате увид звучно, не можеме да се конектираме. Затоа ве замолувам, секогаш намалувајте го тонот на телевизорот. Нема да заборавиме секако и да ви укажеме да не заследите на Инстаграм и да бидете меѓу оние кои што редовно учествуваат во нашите анкети, кои што црвена линија секојдневно ги објавува токму на Инстаграм стори. Значи, се што ви треба е профилот на црвена линија и профилот на Телма телевизија. Заследувате на Инстаграм, а потоа кликате на Инстаграм стори. Се отвара ова прозорче каде што прашуваме дали Охридскиот регион ризикува трајно да го загуби статусот на светско наследство на УНЕСКО. Имате две опции за одговор: да, не. Во анкетите почитувани се учествува со кликање на полето кое што го содржи вашиот одговор, а не со впишување на одговорите во инбокс, коментар или ДМ. Бидејќи така не влегуваат во пресметката која што ја правиме во проценти, а резултатите ги објавуваме конкретно секој едно издание на црвена линија. Па сега, она што сакаме секако да го слушнеме од вас, Охрид е во опасност, има ли спас? Добар ден. Дали, не, најдобро ќе биде да продолжиме со прилогот на нашиот драг колега Сотир Трајков. Ете, тоа нека биде една подготовка за сите нас, а секако потоа ве вклучуваме во црвена линија. Природното и културното наследство на Охридскиот регион да се впишат на листата Светско наследство во опасност. Вака гласи одлуката на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО во пресрет на неговата 48 сесија, што ќе се одржи во Бусан, Јужна Кореја, од 19 до 29 јули. Во одлуката за Охридскиот регион, за која што ќе се гласа на 48-та сесија, се вели дека има ограничен напредок во справување со идентификуваните и со заканите што се повторуваат и се очекува со впишување на регионот на листата на светско наследство во опасност, тој да добие поголема заштита. Со оглед на ограничениот напредок во справувањето со идентификуваните и повторувачките закани, Центарот за светско наследство и советодавните тела сметаат дека условите за такво запишување во согласност со ставовите 179 и 180 од оперативните упатства продолжуваат да се исполнуваат и дека запишувањето на листата на светско наследство во опасност би можело да придонесе за посилна мобилизација и порешителна акција за запирање и враќање на тековната деградација на имотот. Нелегалните градби и проблеми со урбанизацијата, нерешените проблеми со загадувањето и отпадните води, отсуството на оценка за животната средина и незајакнатата прекугранична координација со Албанија, која од 2019 година е вклучена во Охридскиот регион поради незиниот дел од езерото, се нотираните ризици во одлуката на Комитетот за светско наследство. Тој бара двете држави да развијат заеднички корективни мерки за прекугранична соработка со јасен временски рок за имплементирање врз основа на препораките на реактивните мисии од 2020 и 2024 година и нов извештај до 1 февруари 2027 година за состојбата на зачувување на наследството и спроведување на мерките.
Комитетот и минатата година пред 47-та сесија предложи Охридскиот регион да биде ставен на листата на светско наследство во опасност, но по доставениот амандман од нашата влада, УНЕСКО им даде уште една година на Македонија и Албанија за надминување на проблемите. А сега сакаме да ве слушнеме вас. Почитувани, ви се чини ли дека Охрид во опасност, има ли спас? Дали воопшто имате впечаток дека некој реагира на оние укажувања од страна на УНЕСКО кои што повторно оценуваат дека нема доволно резултати? Па добар ден. Добар ден. Добар ден. Убав ден. Па еве, ви се чини ли дека има спас за Охрид, бидејќи е град во опасност веќе? Вака, за да има спас мора да има луѓе кои што ќе носат решение. Тоа е првата работа. Второ, народот, ја верувам дека 80% не знаат што е наследство. Значи, за ово културно наследство збориме. Така да, самата слика, ја имав лични примери кај што, кога ми дојдоа луѓе од Холандија, појдовме, чуле, биле, ајде за Охрид. Значи, не може некој кој што 9 месеци паузира и сака за тие 2 до 3 месеци да извади пари, значи, цените се енормно. Значи, од парчеви по 50 евра ги плаќаме. Сега, ја можам да си го дозволам тоа. Дали можат и гостите да си го дозволам? Има да се туристи. Значи, и за нив е скапо. Второ, ѓубрето на секаде што го имаме. Една толку грда слика ни оддава, што ја мислам дека некој што малку не ја познава појќе историјата, значи ќе каже ја појќе не се враќам вака. А за културното наследство, значи некој не може да си го препише, јас сум тука жител и готово. Значи тоа е, затоа се вика национално. Значи нацијата, тоа ти е врежено во историјата. Ако не си ја познаваш историјата, немаш ни иднина. Толку. Благодарам многу за одговорите и тоа што се вклучите во Црвена линија. Секако со ова се започнуваме оваа дискусија и подсетувам пред да продолжиме понатаму со нови вклучувања, ве молам намалувајте го тонот на телевизорот, бидејќи кога ќе ве превземат од режија, ако не го сторите тоа, навистина нема да имате воопшто увид дека сте веќе во програма, а ние ве очекуваме и секако сакаме да слушнеме. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Најверојатно ќе имаме паузи, но како и да е, додека трае она да не слушаме само добар ден. Добар ден, да ве потсетам дека простор за учество во Црвена линија е и Facebook. Она што ви треба е секако нашиот профил и профилот на Телма телевизија. Темите ги објавуваме на двата зида. Охрид во опасност, има ли спас, пристигнуваат коментарите, така да бидете активни на Facebook, бидејќи секако одговорите ги споделуваме меѓу вклучување гледачи. Ке се обидам во продолжение. Добар ден. Ало, добар ден. Има ли спас за Охрид во опасност? Јас мислам дека спас за Охрид нема да има додека народот трче по пари. Се е во парите работата. Значи тие со градот диво градби покрај Охридското езеро и го загрозуват животинскиот свет во Охридското езеро, неговата чистота и тие и канализацијата што оде отпадните води во Охрид, исто така ја загрозуваат чистоките на водата во езерото. И тие работи не може да се отстранат преко ноќ. Не требало да се дозволе до сега да се градат тие диво градби, да се отпадните води да се фрлат во Охридското езеро, него требало да се најде начин до сега за тие работи да се средат. А пошто никој не е заинтересиран, до сега од сегашните влади таму од 91 година навака, никој не е заинтересиран за тие работи и секој си прави во Охрид што си сака. Сите си прават викендици близко до езерото и сите сакат за 3 месеци да станат богаташи од туристите што доаѓаат во Охрид. Исто така, не е само Охрид у опасност. У опасност се и другите реки.
Благодарам многу за одговорите и споделеното со гледачите на Црвена линија. Ве замолувам секогаш да го имате во предвид и време траењето на едно вклучување, кое што е определено да биде 90 секунди и од тука линијата автоматски се исклучува. Благодарам за го спогајте сега кој е добре додена, како и секој еден друг кој што сака повторно да се вклучи и да се надополни во нови 90 секунди. Охрид во опасност, има ли спас? Добар ден. Добар ден. Во работа добро здравје. Благодарам. Јас не гледам никаква опасност во Охрид. Ова што господата од УНЕСКО што барат нивни принцип, то малку морген. Охрид си е Охрид, нема ништо. Но јас не знам од каде те гласини дека Охрид е во опасност. Тоа е официјално, бидејќи УНЕСКО си прави една, да речеме, анализа како е на листата и што се случува во градот. Госпоѓа Тина, да ги оставиме тие Европска унија, УНЕСКО и другите, тие не ни мислат добро. Да не мислеа добро, ке не примеа во Европска унија. Јас, да ви кажам искрено, уопште немам поверење на тие луѓе. Повеќе имам поверење на тебе, него на ними. Не ли се сложувате, ви ова сакам да ве прашам, бидејќи стакнуваат нема напредок во решавањето на долгогодишните проблеми, загадување, отпадни води, диво градби и неконтролирана урбанизација? Нема ништо од тоа. Нема ништо од тоа, тие се само гласини, Охрид е чиско бисер. Фала многу и пријатно убав ден. Благодарам, секако убав ден и вам, но продолжете да ја следите Црвена линија до самиот крај. Инаку и веќе посетиме дека Охридскиот регион повторно е пред сериозна опомена од УНЕСКО, кој предлага да биде впишан на листата на светско наследство во опасност поради ограничениот напредок во решавањето на долгогодишните проблеми, како што се загадувањето, отпадните води, диво градбите и неконтролираната урбанизација. Иако секако Македонија минатата година доби еден вид опомена, и што значи дополнителен рок, УНЕСКО повторно оценува дека нема доволно резултати. Од тука во Црвена линија ве прашуваме зошто ниту една власт не ги решава овие проблеми, туку само ги одложува. Има ли уште време да се спаси Охрид? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, ве слушаме внимателно. Ајде неколку поенти ќе кажам. Главна, ова што го зборувате за урбанизацијата, тоа сигурно се гради во рамки на 50 метри од обала на многу локации, вклучително и до Хотел Парк, кај што ја рушија дискотеката, сега они се скроз до обала града таму. Ама ќе спомна нешто што најверојатно никој не го има спомнато. За раскопување на бекатонките и на калдрмата. Значи, тоа е катастрофа. Ги менуваа бекатонките на неколку локации низ градов последниве 6 месеци без никаква потреба. Значи, бекатонката беше скроз здрава, ја заменија со малтерисан камен кој е крив, значи на неколку локации. Понатака тоа што се сруши куќата до градинката беше многу лошо. Таа беше многу убава куќа, требаше да се заштити од страна на музеот и од страна на општината. Тоа они не го превзема и тоа е нивна одговорност. Понатака, тоа со депонијата што се слева, загадениот воздух од на кај Ресен е исто така катастрофа за градов, се го претвараат Охрид во Скопје. И тоа е, значи, самата... Ви се очили ли дека некој ќе реагира на ваквите опомени? Ама видете, самиот градоначалник е виновен, сваќате као... Така, благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Сега ќе ве потсетам
Наеднаш се прекинува линијата, бидејќи такво не е правилото во однос на време трајањето. Определени се 90 секунди за едно вклучување. Покрај тоа што ви велам благодарам, ќе ве потсетам и повторно да го завртите нашиот број, доколку имате желба секако и да се надополните. Секогаш и секој ден од вас е добре дојден и за повторно вклучување. Ке потсетиме дека Комитетот за светско наследство на УНЕСКО по втор пат бара Охридскиот регион да се впише во листата на светско наследство во опасност. За оваа одлука ќе се решава на престојната 48 сесија на комитетот, што треба да се одржи од 19 до 29 јули во Бусан, Јужна Кореја. Комитетот за светско наследство одлуката е темелина, како што вели, ограничениот напредок за заштита на Охридскиот регион, нотирајќи ги ризиците за кои реагираа реактивните мисии што го посетија регионот. Па Охрид во опасност, има ли спас? Добар ден. Ден, Тинче. Поздрав до вас, баба Роска. Има ли спас еве за Охрид? Па види, Тинче, ја у Охрид не сум била, не знам, што слушам по телевизија, да. Па ако е така како што е у Скопје, тоа е срамота. Ама, што да кажем, кога не сум била и не знам, што да кажем ја за Охрид сега. Добре, еве, зошто да речеме, ако постојат вакви укажувања според вас, зошто ниту една власт до сега не реагира на овие опомени и укажувања? Па видите, они од таму кои доаѓаат само гледат да не нападнат, и да е така и да не е така, се гледа Европската Унија дека сака да не уништи. Тоа едно дете од 10 години... Како сака да не уништат кога спаѓаме во светско културно наследство? Односно, само опоменуваат и се трудат да го одржат Охрид на листата? Не се разбрате. Зошто сметате дека сакаат да уништат, да не уништат? Па така сака да ја разделат Македонија. Голема Албанија и Бугарија. Не, навистина сакаме да ве слушаме околу легализацијата, односно не легализација, туку навистина има огромен број на проблеми врзани за неконтролираната урбанизација на градот Охрид. Ке потсетиме и постоењето на дивоградбите, неконтролираното исфрлање на отпадни води и низа ставки на кои што посочува Комитетот за светско наследство на УНЕСКО. Како и да е, еве, сметате ли дека за Охрид има спас или ќе продолжи секој да биде некако нем на овие укажувања од Комитетот на УНЕСКО? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Јавам од Охрид. Одлично. Еве, кажете. За спас за Охрид нема спас. Опасност има, а спас нема. Градот го уништи со ова урбанова мафија, не знам до кај оди. Да е кабели на кружниве токови, да изградат зградичина. Па сите улици ги урбанизира, навлего и улиците ги зедо и тротоарите. Има еден објект зграда кај болницата, непрометно е, многу критично и не знам уште ни паркинзи, ни врази, ни ѓавли сакат и паркингот кај болницата да го завземаат за згради. Коли паркирани, има велосипедски патеки. Абе, кола до кола, не може човек да помини, да не. Катастрофа. Па ево на времето ко беше Буџаку, откосо згломна натака покрај езеро, се рушија објекти, сега ко печурки знаникнати се. Ова мафија, ко се распадна Југославија, не може да ја спречи никој. Посебно од 2000 година навака, а овие години уназад, катастрофа. Ви се чини ли дека е впишувањето на Охрид во листа на светско наследство во опасност, како што предлага УНЕСКО, би можело да придонесе за посилна мобилизација и порешителна акција? Најверојатно времето истече. Благодарам што секако се вклучивте од Охрид. Потсетувам, можете повторно почитувани, навистина, ако сакате да се надополните, добре дојдени сте секогаш да го завртите нашиот број. Одиме малку на Facebook, бидејќи таму пристигнуваат одговори како во форма на коментари, така да можете и тука
да бидете активни во однос на темата за која што говориме и ќе почнеме со она што го напиша Дејан Поповски Николовски. Вели, Охрид е еден од најубавите региони на Балканот, со езеро кој има чиста вода и постои илјадници години. Но нашата држава го уништува регионот на Охрид, не превземајќи активни мерки за заштита и осовременување на Охрид. Неколку примери се само уништени плажи, бетон до езерото, немање тоалети на плажите и во градот и слични проблеми. Благодарам Дејан Поповски Николовски. Подсетувам, ако полесно ви е така или не можете да не добиете со директно вклучување и вртење нашиот број, пишувајте коментари. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Си благодарам. Повелете. Во врска со програмава, темава што имате. Секако, ве слушам. Значи, овој проблем не е од вчера. 30 години, како што рече претходниот слушател, значи од распаѓање на Југославија во Охрид се врши пашибозик, турски систем. Значи, грабеж на државно земјиште, окупирано цело езеро, дивоградби од Подмолје до Свети Наум и од Подмолје до Радошта. Значи, то не е нормално. Ова го немаше никогаш. Ние не паметниме во Охрид, да, како последни во овие 6 до 8 години, колку дивоградби да се градат. И узурпација на државно земјиште, градење на државно земјиште, не само дивоградби. Дивоградба едно е на свое земјиште, а дивоградба на државно земјиште уште по катастрофа. Според вас, зашто нема никаква стимулација, акција на она што кажуваат УНЕСКО? Нема одговарат. Државната мафија и локалната мафија нема одговарат таков ред. Значи, нив им одговарат да имат ваков неред, за да може да се богата, да си градат, да си прават што сакат, да касират. Значи, ова го немало. Ние сме по 70 години. Благодарам многу, секако што не следите и што земавте активно учество во црвена линија. Продолжете да не гледате до самиот крај и подсетувам, можете и повторно да се вклучите. Секако безброј реакции имаше и на објавата на Веста, односно дека Охридскиот регион културно наследство во опасност, тоа е она што најавува УНЕСКО. И секако се тоа можете да го најдете ако го заследите профилот на Телма телевизија на Facebook. Еве дел од реакциите, односно коментарите. Виолета Цветковски ме напишано уништено со илјадници дивоградби, какво непостоечко наследство. Додека Турка ни беше напишал цел свет е во опасност, а вие сте запнале за културно наследство за Охрид. Весна Песна напишала цела држава е под опасност. Па има ли спас за Охрид во опасност? Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте. Хала. Видете, Охрид го за не само диви градби, има туку олигархите, функционерите, тие прават таму хотели на диво градби, партије си гледа свој интерес таму, а не во интерес на државата да го сачува Охрид. Затоа што како културно наследство Охрид добива од меѓународното финансии за да се сачува културното наследство. А сега партије за свој интерес си прават таму диви градби, хотели, да не ги спомнувам, Мијалкови таму уште го спомнаа сите, таму тој хотело што го прави на непредвидено место. Несватливо нешто, како све што не чини во оваа држава, како све што се прави диво градби, како све функционери што не му ја гајле за државава и за народот, така и се случува и во Охрид. И не му ја гајле за културно наследство, за Охрид, дали има диво градби или нема. Важно тие да си се наместат таму, да си се збогатат. Не ги интересира општо за Охрид каков ќе биде во иднина.
такви работи партије го направија. Партије што се општо и заедно со градоначалниците. Благодарам многу за вклучувањето. Еве каков одговор даде Марко Поло, вели за да се има спас имаше показатели кои се дивоградби, нарушување каде што никој ништо не превзеде и после одложувањето за 1 година. Ние немаме ниту фирми кои што ќе рушат дивоградби, а камоли примена на законите за зачувување. Со Албанија можеби ќе имаме некое разбирање, но дали ќе почитуваат тоа што ќе се договори или исто како дојра ние го полневме, трошевме наши инвестиции, додека од грчка страна немилосрдно се сееше памук кој бара големи количини вода и вадеа овоштарници. Само да напоменам, доколку оваа влада која се спрема да распише нови концесии за рудници и толку ќе биде со национални богатства за 10 години. Ќе имаме само опустошување на цели региони, водата која имаме со голема чистота ќе имаме полна со отрови, кој цијанид од рудниците и компаниите кои што ќе стопанисуваат. Општо гледано ниту УНЕСКО, ниту некој друг, освен Бог и народ освестен може да нас спаси. Почитувани, време е за реклами. Сега е време да погледнеме како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм и учествуваа во анкетата. Заследете, не учествувајте во утрешната. На прашањето дали Охридскиот регион ризикува трајно да го загуби статусот на светско наследство на УНЕСКО, со да одговорија 90%, а со не 10%. Почитувани, благодарам што не следевте и сега кој што бевте дел од Црвена линија. Утре се гледаме во нашиот стандарден термин со нова дискусија, нова тема и не заборавајте редовно да се информирате со кликање на telma.com.mk. Имајте убаво попладне. Довидување.